бе кавга помеѓу СДС и градоначалникот. И градоначалникот си ги кара ко мали дечиме. Тешко на овие советници. Повторно не излегуваат советниците од ВМРО ДПМН, излегува еден советник кој што според статутот е и заменик градоначалник именуван од самиот градоначалник. Е сега дали требаше да излези, јас мислам дека по-добро да не излезеш и да не го кажеш тој податок. Некој скок, квалитативен скок напред не верувам затоа што администрацијата е истата. Дополнета со одредени сега ВМРО-вски кадри. Во Македонија прислушкувањето е веќе традиција. Тоа е везено во секој раководство од социјалистичкиот, комунистичкиот систем, меѓутоа тоа не прекина. Најпратени се порталите, значи интернет порталите. И ако земеме вашиот портал Опит 1, кој што го прати градоначалникот, ама до секој чекор и толку е афирмативен за градоначалникот, што мислам дека вие треба од портал да прерастите на така поголема медиумска куќа, не да останете на ова ниво. Меѓутоа имате доблест да поканите и опозицијата и да го кажат оно што мислите и опозицијата. И тоа е за поздравување. Тоа е за поздравување. Вие дека во министерството не се прават тие намешталки, не се прави во општини, во јавни предпријатија, од секаде се прави. А порано се прави тоа? И порано, зборувам јас за целиот период, јас не зборувам за овој период сега. Меѓутоа сега излезе на виделина, па сега нека се мислат тие што дозволиле да му излезе на виделина.